Побарала 12, но и дозволиле само 5. Во тек е постапка на вработување на 5 инспектори во Инспекторатот за употребата на Законот за македонски јазик. Иако првично директорката побарала да бидат вработени 12 лица, Министерството за финансии дало зелено светло само за 5. Но сепак, овие лица во најоптимистичко сценарио ќе може да пишуваат казни дури во 2027 година, бидејќи мора да поминат едногодишна обука. Стапката за вработување започна на 5 инспектори, од помлад инспектор до советник инспектор. Значи, постапката е во тек, сега во моментов се прави селекција на пристигнатата документација и понатаму ќе продолжи постапката се до крајната цел, односно до изборот на кандидатите кои што ќе бидат вработени како инспектори по македонски јазик. Обука ќе следат во други инспекторати, бидејќи единствен вработен во тој за македонски јазик е директорката. Во меѓувреме, владата ги задолжи сите институции да дадат информација дали ги лекторираат документите. Одговориле само 50, а неголемиот дел од нив немале вработени вакви лица, што дополнително укажува на фактот дека иако законот е донесен пред повеќе години, сепак не се почитува во пракса. Поголемиот дел од институциите доставија известување дека немаат вработено лектор, меѓутоа охрабрувачки е тоа што поголемиот дел од нив веќе прават измена на своите систематизации и поголемиот дел од нив имаат веќе во увид дека треба да постапуваат според закон, дека треба да го почитуваат Законот за употребата на македонскиот јазик. Утре владата ќе го соопшти името на новиот претседател на Советот за македонски јазик, откако претходниот месец професорката Симона Груевска си даде неотповиклива оставка од оваа позиција, без конкретно да ги образложи причините за незиното заминување. Незината оставка денеска не сакаше да ја коментира ниту министерот Зоран Љутков. Нема да ги коментирам, тоа се лични причини на претходната претседателка, така да не би ги коментирал. Габриела Лескова, Сител телевизија.